редовно го следам Емир што збори и како збори, неговите гостувања ги гледам. Он имаше на Канал 5 едно гостување, едно излагање каде што збореше за извонредноста која што треба да ја бараат граѓаните на оваа држава. 40% мислам дека некаде од луѓето се задоволни со некој медиокритет кој што се нуди на политичката сцена. Останативе овие 60% од луѓето у државата одлично знаат што им треба. Тоа не го гледаат кај ниту една политичка партија и кај ниту еден политички субјект. Јас ги правев математиките уште после првиот круг. 36% рейтинг купно имаат сите политички партии у државата. Пак ќе се вратиме на најпопуларниот политичар у Македонија кој што е не знам никој, ниту еден. Од 44 ако ги додадеме и овие не знам и така натаму, некаде околу 50% не веруваат и не е посакуван избор ниту еден политичар у оваа држава. Дури и оние кои што, нели, идеме со една теза поширока, кои што веруваат на некого, не се најзадоволни од неговата работа. Едноставно на него повеќе му веруваат отколку на сите останати други. И да, овие политичари кои што се сега на политичката сцена се анахрони, затоа што се дел од една генерација која што не направи ништо. И нема ни да направи ништо, затоа што тие се производ на своето време. Производ на нивното време е и ситуацијата во која што моментот се наоѓа државата. Тие луѓе не можат да се борат против системот кој што ги создал. И ќе се појави во оваа држава нова политичка партија. И нови луѓе. И луѓе кои што ќе бидат подобри од сите кои што сме ги виделе до сега. Идниот премиер на државата веројатно не му го знаеме во моментов ниту името. Овој револт на ваков начин искажан на локални избори е катастрофа и е дебакл за сите политички партии у државата.